дојде во Мајкша сцена за Жарко Димовски. Жаре, добре ни дојде. Добре ве најдов ацете. Мило ми е што конечно се враќам тука после и јас не знам сам кој пат, секогаш ми е мило затоа што има некој што ги препознава, ја препознава нашата работа и нашиот труд и после секоја успешно дело јас се најдувам тука пред твојот микрофон и вашите камери. 2022 година сме, помина едно 2 години од болеста што го зафати цел свет, пандемијата наречена COVID-19, која што можам да кажам дека најмногу ги фати глумците, актерите, кои што театрите ги заклучи на некој начин и едноставно моравте да се прилагодувате на новонастанатата ситуација. За сите беше стресно, но некако актерот ако не е на сцена, некако не се чувствува здраво. Точно така, да, добра констатација и за жал вистина. Јас и како актер, но и како пејач можам да кажам дека за двете професии ова беше доста погубно што се случи. Немаше ништо, не се случуваше, се беше во една огромна стагнација, но јас можам да кажам дека фала му на Господ како уметник и како човек кој што сака да создава и да дава на другите, не застанав, создадов интересни работи, значи почнав да вадам и песни посериозно, извадов нели книга поезија и целото тоа некако ми даде сила да продолжам понатаму, како што го издржав и го направив тоа, полека е таа болест што не знаеме што е со сите тие нови соеви или како да ги наречам, стивнува па пак се дига, но театарот некако продолжи да работи и се бори. Значи во ова време моментално на театарот навистина на светот му е потребен театар и театарот не треба да застане апсолутно никако. Значи гледаме дека глумците даваат жртви, оставаат кичми на сцена, идат болни, доаѓаат скршени, сакатени, но не застануваат затоа што ние актерите и артистите имаме порив, имаме мисија да бидеме гласот на безгласните, така тоа го имам некако сватено. Сето тоа што ни го дале од озгора универзумот, што ни го дал како талент, не е тоа за ние да кажеме леле колку ме бива туку, фала му на Бога што ми дал сите тие таленти за да можам аудиториумот, тоест публикумот, тоест луѓето околу мене да ги правам посреќни, поемотивни, потажни, да сватат дека животот на вистина е тежок, но е преубав за живење. Кога станува збор за таленти, за тебе нема да почнам да зборувам затоа што ќе ни требаат цела година да зборуваме за твоите таленти. Се работи за мултиталентиран човек кој што навистина во секое поле што и да му дадеш го прави до совршенство добро. И на телевизија сме те слушнале и како пееш и на фестивали и поезија почна да пишуваш и се. Не знам на ние на и се ожени и сите тие работи. Одлично изгледаш, го одржуваш телото. Дај да се вратиме маце во Прилеп во детството. Одеше на театар, ги гледаше представите од Прилепски театар? Морам да признам не многу, одев многу ретко. Некако имав еден период како дете одев, значи една година да кажеме, одев нонстоп на сите представи, тоа беше да речеме, не сега да не точно кажам, од 8 до 10 години, негде тој период, и потоа престана во еден момент. Но цело време како што патував дека јас сум двоен државјанин Македонија, Хрватска, летниот период во Хрватска на море, таму имаше такви отворени представи, перформанси и така натаму. Луѓе што свират на секој ќош, имаше различни артисти, дали со кукли, дали пејачи, дали некој застанал монолог, кажува перформанси. Сето тоа ме тргаше некако и сватив дека не знам конкретно што ќе бидам кога ќе пораснам, но ќе бидам нешто поврзано со ова, апропо мојавето што го кажав претходно, нели, дека тоа што го носиме во нас треба да го дадеме надвор, тој порив што го чувствувам. И така некако полека со текот на годините си се вајаше во мене тој уметник да кажам и сватив дека сето ова што го сакам и плюс тоа дека цело време кажувам дека сум сакал да видам многу работи, единствено можам да видам на даските што живот значат или на филмското платно. Значи кога јас како Жарко Димовски ќе можам да создадам лик, значи не велам да влезам во ликот, туку да креирам лик, затоа што актер во старогрчкиот јазик значи да создадеш лик, тоест да креираш лика, не само да позаимиш лик, ме сваќаш? Значи, кога ние од нас ќе извадиме нови ликови, тогаш ние можеме да бидеме и на тој лик да му дадеме професија што сака да биде ликот, тој што сакаме ние, што ние потајно сме посакувале да бидеме во животот. И така некако успеав да го задржам детето во мене. Значи тоа е исто една битна филозофија што нонстоп ја трубам кога можам, дека за да бидеме што посреќни во животот и таа максимата што е дека годините се само бројка, значи за тоа нешто да го оствариме и да го докажеме, мораме ние да го негуваме детето во нас, затоа што колку повеќе го негуваме детето во нас, не го ставиме во ковите на конвенцијата што се вика пораснав, толку повеќе ќе бидеме посреќни во животот, поигриви,
тоа малку живот што ни е даден на земјава, да си го поминеме најдобро на светот. Така да ја сватив дека тоа можам да бидам на сцена и на филмското платно, тоест преку актерството, уствари преку уметноста, преку создавањето на музика, преку пишувањето на текстови и кога целото така во една мултимедија ќе се спои, за мене е совршенство. А одеше за време на средното на музички секции, пееше, рецитаторски секции, имаше нешто такво? Значи, со музика сум цел живот, затоа што доаѓам од музичко семејство, татко ми е тапанар, сите пеат и имам дел и од по баба ми, имам од попска фамилија сум, и знаеш, тоа некако и по слави, по именди, нонстоп се пееше, како да ти кажам. И цело време, затоа што татко ми е, нели, ритамџија тапанар, цело време сме со инструменти, цело време тропав како дете, и ден денеска сите што ме знаат дека јас цело време сум со ритам во музиката. Јас мигавец кога слушам во кола тик-так, јас цело време на тоа додавам нешто право, знаеш. Просто душата ми игра цело време. И со музика сум растен, да, во средно кога почнав, тогаш сватив дека сакам да бидам повеќе ова што сум, нели, од детството сега рипнав еден голем дел, кога стигнав во средно сватив дека сум тоа, почнав да одам на, ме вика да водам манифестации, водев и низ Прилеп некои манифестации, не знам, денот на планетата Земја, па Гимфест, па настапував со бенд направивме таму. И првата и последна аматерска... Не одеше во музичко? Не, во музичко не одев ништо, одев на некои приватни часови за сајзер, за гитарче, нешто така, од се по нешто. И првата и последна аматерска представа што ја направив беше во 4-та година средно, кога веќе знаев дека ќе бидам глумец, тоа негде го сватив при крај на прво полугодие од 4-та, дека ќе студирам глума, пошто не знаев дали музичка, дали глума, дали што со себе. И кога сватив дека ќе бидам глумец, имаше оглас, тоест како се вика аудиција, оглас. Како некој што нема врска со глума го кажа, оглас имаше, добро, супер. Имаше аудиција, се пријавив на таа аудиција, ја правевме представата Оскар според филм, тоа е еден филм со Сталоне, култен филм, и така да таму уствари почнав јас да ги уживам сите тие работи, сватив што е тоа што сакам да бидам и како тоа би изгледало. И после тоа одма се запишав на академија, неколку месеци после тоа, затоа викам прва и последна аматерска представа, после тоа професионално влегов во овие театарски води, така да муабетот ми од кога завршив прва факултет, јас почнав да играм по професионални театри и фала му на Господ, до ден денеска не сум застанат и се надевам нема да застанам уште долги години, затоа што за актерот не постои пензија. А кажи ми, со вежбањето кога почна за телото? Цел живот сум и со тоа исто така, цело време сум со некои боречки спортови, од се сум пробал по нешто. Се сеќавам еднаш на времето, појма немам, не знам колку имав, 11 години, 10-11 години, прв пат во теретана влегов заедно со мајка ми, таа идеше на некои пилатес вежби нешто и таму појдов и почна да си играм со теговите и така да некако од тогаш немам ни застанато и со тоа. Сега последниот период активно се бавам и со кросфит, тоа е една така посериозна дисциплина, така да тоа е исто еден дел од мене што без кое што не можам, спортот и со кое што нонстоп сум активен и ме исполнувам многу. Пробуваме да ги активираме и колегите. Мене за тоа лично ме навлече мојот колега Виктор Чеарсов, еден фантастичен глумец во Подем. И се надеваме дека и другите колеги полека ќе ги навлечеме на тоа. Не мора на кросфит, како кросфит, него дисциплина за вежбање било каква. Затоа што јас кога и да станам, ако не отидам во сала, дома ги правам вежбите, така да тоа е убаво како здрава навика. Кога станува збор за убавото тело кај глумците, многу е битно, посебно во некои представи. Еве Вардарски пастови е представа каде што неколку актери сте кои што се соблекуваат на крај. Стрипери глумите. Колку е убаво кога имаш убаво тело да се соблечиш, и обратно колку е па непријатно ако не ти е телото убаво, си млад, а мораш да го соблечиш. Второто прашање не би можел да ти го одговорам затоа што никогаш не сум бил таму во таа категорија. Тоа не знам како изгледа. Но не е битно телото, битно е чувството внатре. Битно е, знаеш како ти се чувствуваш. Ако ти не се чувствуваш од внатре убаво, ти да си изваен како Аполон џабе ти е. Така да има тука многу работи, но сепак е убаво кога ќе се соблечеш, знаеш дека си работел на тоа затоа што процесот да стигнеш до такво тело е многу тежок, бара многу жртва. Така да тоа ти е како едно дело што го имаш, како еден лик што сакаш да го покажеш од представа, како една песна што сакаш да испееш пред другите затоа што е твоја. Поштовање како си. Така да, така и телото, знаеш. Тоа е дел еден од тебе што си го работел и сакаш да го покажеш на другите, знаеш. Тоа е можда и мотивација за други и така натаму. Го искористуваат режисерите, ти даваат улоги заради телото некогаш? Па дали е заради телото или не знам, многу представи играм до појас гол, поготово порано играв
многу пред пандемијата и се сеќавам на прв пат кога ја запознав сопругата на Димсата, еден од моите другари и омилени режисери, мечка што ја правевме заедно. Кога ме запозна Лидија, гледаше тука, ми се чини дека представата што ја спомна Иле лет над кандидатското гнездо и таму играв Павле Плетикоса со долга права перика, гол нагоре и знам дека Лидија рече да знаеш не знам на кој седеше со нас, му кажа дали беше не е ни битно, вика да знаете дека Жаре ќе игра многу представи во животот гол. Во смисла од појас нагоре ќе ти даваат вика такви улоги. Така да, некој сака да го искористи тоа, некој ми даваат улоги ради гласот, некој ми даваат улоги ради насмевката, некој ми даваат улоги ради моите дружби со Илија и така, знаеш. Битно е ти од улоги немаш дерман фатено неколку години. Зошто ги даваат, не знам, но ете нека продолжат да ги даваат. Да, нека продолжат да ги даваат. Тоа е тоа. Не ти дојде заситување во еден период? Морам да признам дека кога почна коронава тие едни 6 месеци што не работевме, ми дојде многу убава пауза, морам да признам, затоа што цело време бевме во тој период пред да се појави короната, имавме тука представи, игравме по 365 дена, да не претерам 300 представи игравме, меѓу кои бевме Знаеш ли зошто? Зашто останативе 65 треба турски театар да има представи. Така нешто, да, турски, да, тоа и албански дали беа, не знам. И мојавот беше дека со Атана цело време ако не сме заедно игра он, ако не игра он, играм ја. И така некако знаеш и кога другите колеги беа зафатени, но ние двајца некако бевме цело време. И во момент си викаш чекај човек, сакам да застанам малце. И се случи тоа со пандемијата и прво ти е паника, леле, што ќе правиме сега, ќе застане светот, нема да застане ки. Знаеш пошто ние глумците колку и да сме ангажирани и докажани дека сме добри, бла бла бла, знаеш тоа. Во првиот момент кога не си во подела или не играш, леле, што е сега? Да не чинам. Да не требаше за ова да, а ти си работел 2000 награди имаш, ме разбираш, и докажан си, ама чекај, цело време се преиспитуваме, што може би е добро тоа, малце е параноја, но знаеш, и кога се случи таа пауза, и доаѓаат дени поминувам тука покрај театар со колата, празно е, не свети театарот, знаеш, паднала некоја реклама од ветришта и си викаш, леле, ова е малце жално, а од друга страна си викаш, ќе биде, ќе се вратиме за неколку месеци и уживај дори можеш во паузата. И толку помина таа пауза и сега повторно сме вратени, фала му на Господ, супер работиме. Да, и се надевам дека ќе продолжиме да работиме. Жаре, кога да се вратиме пак на факултетските денови сега. Рече после прва година одма почнаа улогите. Да. Како беше тоа? Како те открија? Кој те откри? Како дојде сето тоа? Па тоа е малце и заслуга на мојот професор Роберт Велјановски, морам да го поздравам, кој што цела класа му викаше дека он им е као втор татко, мене им беше као втора мајка професорот. Професоре, голем поздрав до вас. И он цело, затоа што видим, ние учевме на ЕСРА, нели? И немавме, тоа е факултет за драмски уметности кој што нема сцена, тоа е една небулоза што се случуваше тогаш, небитно. И за благодарение на Роберт Велјановски ние часовите ги имавме во драмски на сцена. Така да затоа викам тоа е благодарение на него. По своја иницијатива он не носеше таму и тогаш работеше Мартин грешка моја. Првата представа ми беше уствари тука и јас се збунив као Иле. Мојата прва професионална која заврши прва година е Тројли Кресида. Се случуваше тука, сега е комедија, тогаш беше маната, работеше Љубиша Ристич и таму играше цела Македонија, значи преку 100 актери, артисти, бендови од Црна Гора имаше луѓе, оперски пејачи, што немаше. Значи Љубиша Ристич е на култно име. И знам дека тогаш цела класа Роберт не понуди, мислам дека и многу класи други имаше во моментот што работеа таму, така да тука се собравме, тука почнавме сите луѓе од нашава генерација што сме сега што дефилираме, тука сме и генерацијски, се запознавме таму. Тогаш сите бевме студенти горе долу, сега има таму колеги во драмски, во детски театар, во битолски театар, во сите театри мислам дека во Македонија тоа беше една убава дружба. И си викам, некогаш се навраќам на тоа и си викам колку би било убаво сите глумци што се тука горе долу 2-3 години постари помлади, да може така сите во еден проект да се заедно, знаеш, и понатаму заедно растат, се знаат, не е као као сега понови генерации што има, некои се глумци да речеме, ја не ги знам, ме сваѓаш. И немам
сум немал прилика доколку не дојдат тие тука или ако не играат често на академски сцени, а одам да ги гледам, не сум ги запознал. И сега колку би убаво сите да има тоа шанса што имавме ние тогаш, знаеш. Појма немам млади актери, 70-80 млади актери заедно на сцена со сите големи имиња што беа тогаш, сите заедно на сцена и бум. Ме сваѓаш? И одиме, се запознаваме, глумиме. И тоа беше навистина многу убаво. Ги слушаш по старите колеги, баш тука беше едно бифе на Авдо, чувено, ти го знаеш, вајда. Чувено, како го кажав, се сеќава 75. И така да тука седеа, појма немам тоа време и Беличанец, Бог да ја прости, не знам, Ристановски, Владо Јовановски, па Љубиша Ристич, тука ќе кажеш анекдота за на времето, Тито, јас, ова. Знаеш, и тоа е интересно, затоа што ти си нов во овој свет и не знаеш каде, што, како, зошто. И сите тие работи. Така да тоа беше едно супер искуство. Втора представа после тоа ми беше во драмски. Бал на Мартин Кочовски. Кога заврши таа представа, тогаш завршивме и втора година на факултет и мене ме повикаа тогаш да работам представа во бар. Тоа е првата моја интернационална представа во бар во Црна Гора. Владимир и Косара. Косара беше од Македонија, Владимир беше од Црна Гора. Знаеш, таа фамозна приказна и беше доста интересна. Писателка на текстот беше Загорка Попантова и она предаваше кај нас на факултет. И така некако не одбра неколку студенти што не знаеше тогаш околу 2 години, не викна таму и супер беше. Првата моја критика што јас ја имам добиено во животот е за тоа и што беше муабетот. Заврши представата таму, 14 дена траеше процесот. Слободан Милатовиќ го режираше тоа, исто еден голем режисер, покоен сега веќе. Ме викна таму и ми рече, биди си ти тука, кога ќе смислам што со тебе, ќе ти кажам. Затоа што имаше 3 девојки, Сања Арсовска, Ана, не знам како се презиваше, колешка една од Естра, исто и Ева Скендеровска. И тие беа како некој хор. Другиве таму се случуваше во бар во еден замок и навистина беше добро и мене ми рече не знам што со тебе, ќе те викнам, оди вика на плажа уживај се. Ја уживав 10 дена секој ден на плажа, се платено и викам човекот бе ќе ме зема, не ме зема, што ме викна тука ме извлечка и ме викна последните 4 дена и ми рече го направи ја концептот. Представата се случува во тоа време што се случува, малце ќе ја правам и антички има хор, овие се Владимир и Косара, ти вика ќе бидеш човекот што од модерното време што работи во овој замок овде и што си го одржува замокот. Значи ти вика не ги гледаш нив, тие не те гледат тебе. Знаеш, добро, викам, окей, вика, прави си што ќе си правиш. Знаеш ли, вика, да пееш? Ќе пробам му, викам, ајде. Има некоја песна македонска, вика, испеј си. Ајде, јас судба му ја одбрав тоа како песна. И 4 пати во текот на представата си излегов, си зачистував таму во тоа, знаеш, нешто јаболка што јаде, они што се траска од сцена, па ја си ги чистев тие работи. Тие не ме гледат мене, а не ги гледам нив. И во момент имаше една огромна капија, јас ја затворам таа капија полека, како да заврши представата, и ја запевам судба моја. И тоа во една таква античка атмосфера беше, мислам, театарот антички многу добар. Ехо имаше фантастично. И песната наша е многу добра, си имам емотивна врзаност со таа песна, емотивна нишка и си ја запеав песната така убаво, дадоа многу добар аплауз и другиот ден си заминавме ние. И требаше по 4 дена да играме тука во Куршумлијан. И доаѓа тука во Куршумлијан луѓето, цела екипа и ми вика таа една оперска пејачка, ми вика звездата наша еве. Не знам што збори. Викам зошто да што се заебавате? Вика дали ја прочита критиката? Не ја прочита. Викам што е мојот? Вика отиди на barinfo.com таму не знам каде и вика отвори. И да речеме ако беше критиката за представата цела оваа статија, ова беше за представата, другата беше као за мене. И тоа ми е првата критика што имам, ми е испечатена дома. Колку тие театарски критичари таму што биле, што за жал сега ги имаше кај нас веќе ги нема, го процениле тоа, го процениле. Јас немам појма, ме сваѓаш. За мене тоа беше големо тоа. Како тие навлегле во целото, како режисерот го споил тоа и како тоа еден млад глумец кој што е студент, целото тоа заедно го споил и со пеење и со глума и испаднало тоа што испаднало. И навистина помина фантастично, што не можам да кажем дека помина тука исто представата. Не беше исто, не беше за тука правена. Така да тоа ми е трета професионална представа и после тоа имав уште една или две, завршив факултет и тргнавме да одиме во нагорна линија. Заедно со колегите и ете, фала Богу, не сме застанати. Кога почна театар комедија, колку те познава скопските, да речем, прво средношколци или студенти, затоа што тие беа оние кои што беа главната публика во театар комедија на почетокот? И колку лесно или тешко одеше запознавањето со нови актери и да станат нивни идоли и да имаат желба да ги гледат во се повеќе представи? Па вака сега, значи јас кога се вработив тука, баш преска му зборував на Виктор, на колегата, јас веќе имав 5 или 6 представи на репертоарот во драмски, од кои некои од нив беа главни улоги.
тоа беа и големи, имаше и големи представи, како што една од поголемите што беше и се уште е според мен една од подобрите представи во драмскиот театар, тоа е Генетика на кучињата на Дејан Пројковски. Главна улога таму исто прва ми беше мене во Македонска крва свадба улогата на Спасе. И тука некако доаѓаше средношколската публика и таму ме запознаваше. Така да кога почнав во комедија веќе имаше одредена публика на таа генерација што ме познаваше, но знаеш публиката што доаѓаше тука не одеше и во драмски истата публика, тие средношколци, затоа што тука имаме млада публика и многу публика. Така да овде повеќе почнав да ги запознавам. Да, и запознавањето со актерите, значи како што кажеш што Владимир и Косар јас имав остварена таа врска со постарите колеги и со дел од мојата генерација, а нови како што доаѓаа нормално си запознаваме, тој што има волја да те запознае, која сакам да запознам, него ќе одам и ќе го запознам, знаеш. Нема да седам само во чошот со егото околу мене да чекам да ме видат и да ми речат здраво, не знаеш, што никој не ме ни знае млад сум. Така да има убаво е да се запознаеш со нови колеги, имаме ние многу плодна почва, имаме многу актери што допрва излегуваат и ќе излегуваат. И убаво е да се дава шанса. Еве ние во комедија даваме шанса на помладите генерации и се докажуваат тие помлади генерации, што е навистина добро. Значи не замрува тоа, знаеш, семето што го фрлил Господ за талентот за глума не замрува, излегуваат нови генерации и се навистина добри. Можам за твојата кариера да кажам дека одеше баш така во една нагорна линија и се уште оди во нагорна линија, но пак ќе кажам, тебе те познава во широката народна маса, повеќе помладите, додека повозрастната генерација не те познаваа. Се додека не дојде Чикаго, тоа е еден мюзикл кој што нема да се повтори во Македонија, толку добро направен, со толку добра актерска екипа, со толку добро одиграни улоги, каде што главната улога машка имаш всушност ти, како гостин, тоа се одржуваше во Македонски народен театар, тие не може да најдат толку квалитетен и пејач и актер. Наташа Поплавска идеално го направи тоа да те пронајде, да речеме од театар комедија и да те вметне во Македонскиот народен театар, каде што стана главна звезда, на широко се зборуваше за тебе кај по широката народна маса и пребирливата публика која што оди во Македонскиот народен театар и тоа како те запомни и мислам дека веќе за тебе вратите беа отворени насекаде. Па има, знаеш, ти благодарам пред се за убавите зборови, тоа пак ќе кажам, тоа се факти, тоа навистина беше така. Првиот лиценциран бродвејски мюзикл во Македонија, кој што беше купена лиценца со 20 изведби, 20 изведби се продадоа до последно седиште во Маната, околу 700 и нешто седишта. Штета што замре тој проект, но за жал кај нас знаеме како идат тие работи кога политиката се меша и секогаш се мешала и ќе се меша, за жал. Се смеша и тогаш како што се меша и сега тука во нашиот театар. Се смеша и тогаш и направи проблем со тоа што не се продолжи представата, не се купија лиценци, уште нови, па некој вика дека се купија, но како и да е представата не продолжи. Луѓето ја бараат и ден денеска, значи после 2016 на крај на година, почеток на 2017 беше премиера, значи скоро 6 години ќе направи таа представа, се уште се бара и прашуваат кога ќе биде. Имавме некои обиди да ја вратиме, знаеш, не е тоа кога не е таму. Па дел што бе од оркестарот, дел од хорот почнаа да бараат и други хонорари, што е нормално, знаеш, кога ќе се направи друг договор. И тоа е голема штета. Што се однесува до публиката, да, ние и за тука за кај нас во театар комедија, јас се повеќе разбирам муабети што ги зборувале колеги порано, сега не знам дали се уште стојат на тоа мислење дека ние сме типизиран театар, дека немаме квалитетни актери, немаме квалитетни представи, но тоа е така само затоа што тие луѓе што зборуваат не дошле да ги гледаат представите. Тие што ќе дојдат да ги гледаат представите, тоа е друго. Да, ние имавме еден период кога се правеа многу лоши представи, но тој период го сменивме. Значи ние имавме нагорна линија, па имавме надолна линија и во таа надолна линија имаше стагнација, но ансамблот тоа го виде, се побуни, продолживме, се вративме нагоре пак. Па после пак паднавме во една огромна дупка, па од таа дупка се вадевме, па таман се качивме горе, па пане турнаа доле и таа едни осцилации како ја викам како ЕКГ на човек пред инфаркт. Е таква ни е историјата на театарот. Знаеш, битно е само да не застане, да не почне на пип, да прави дури пип е окей. Така да а што се однесува до тоа, да, и тие луѓе што доаѓаа во МНТ, јас лично сум имал, што викаш ти, луѓе што дошле, што ми рекле,
вау, ова беше фантастично, браво, не знаев дека човек од типизиран театар, жанровски, може вакво нешто да направи. Па, ако е жанровски типизиран театарот, не значи дека и глумецот е жанровски типизиран. Јас имав таа среќа и за тоа цело време говорам дека имав таа една актерска хигиена, што значи тоа дека играв во сите театри во Скопје и во Велес имав една представа, каде што цело време играв различни типови на представи, различни жанрови, различни улоги и со тоа се прочистував како актер, знаеш, затоа што малце е чудно кога ќе затупиш цело време во едно нешто, знаеш, и верглаш во тоа. Затоа викам таа актерска хигиена се прочистува од еден жанр, оде во друг и така натаму. Така да тогаш ме запозна да пошироката што викаш ти народна маса. Потоа се случи и таа Буба Мара и тоа сваќаме луѓето кај нас што гледаат и колку е тоа гледано, па тоа се случи една експанзија со мене, знаеш, па реклами, па едно, па друго, па трето. И последнава година 2021 што беше една од потешките години, за мене беше една од подобрите години, фала му на Господ, пак ќе кажем, се случија многу работи, почнав да работам многу проекти, станав и водител на првиот магазин за мажи, Джентлмен магазин што оди на македонската телевизија, станав и MC, еден од главните луѓе во Голд Фелиција, тоа е кабаре и тоа е исто многу добро. Значи тоа е нешто како Мулен Руж што е во Париз, кабаре што го нема на друго место во Македонија, најблиско е во Београд, Лафајет и следни сме ние тука во Македонија. И тоа е едно нешто што е многу интересно, каде што сме собрани многу артисти од Македонија, значи тоа е вариете шоу, таму имаш и галума, имаш и музика, имаш и комедија, одредени скечеви, стендап има танчерки од МОП многу што доаѓаат, па има луѓе со оган, има луѓе што прават најразлични акробатски точки. И тоа сето се случува во на ресторан каде што ти можеш да јадеш, да пиеш и да гледаш такво шоу кое што трае 4 до 5 сати. Така да тоа е едно нешто што го нема кај нас, првпат се случува во Битола, веќе 6-7 месеци ја работиме таа приказна и тоа навистина е многу. Колку често одиш, колку често се случува? Секој викенд се случува тоа, јас одам кога можам, петок и сабота е тоа, претежно можам, гледам да можам и тоа е многу добро. Што се однесува до Джентлмен, како се снимаат, те гледам редовно оди емисијата на македонска телевизија? Емисијата оди еднаш неделно, тоест секоја среда се снима, зависи, некогаш снимаме 2 емисии во неделата, некогаш една, но секогаш гледаме да сме 2-3 емисии унапред. Прва сезона ја завршивме од 54 епизоди, ја почнавме втора. Вечерва ќе иде трета епизода од втора сезона, така да супер е тоа, супер, еден навистина едукативна емисија, нешто што го немало кај нас за мажи, како мажите треба да живеат и да се однесуваат, па вклучително и жените нормално. И јас секогаш викам дека тоа е една емисија за категорија и вид на луѓе што се во изумирање и ние пробуваме тоа да го вратиме. Тоа се джентлмените или вистинските господа, тоа е доброто однесување на виките и манирите. Кога можам ја гледам таа емисија, ми е интересна. Се забавувам гледајќи те тебе. Многу ми е убаво. Каде и да си, секогаш наоѓам време да го проследам она што го работиш, затоа и ја гледам Джентлмен, не толку колку гостите, колку тебе како актер и како водител и како домаќин и како се справуваш лесно со сите предизвици, затоа што се работи за разговор со луѓе кои што се од дадена област која што тебе не ти е блиска. Што треба да знаеш барем основни работи за да можеш да се прави разговорот и да тече тоа нормално. И тебе тоа убаво ти успева и ти честитам за сите тие убави емисии што ги имаш направено. Си се забавувал посебно на некој од тие емисии со некој човек што тогаш си го запознал и ти останал можеби и понатаму пријател? Па, горе-доле ми останале пријатели скоро сите, се забавувам со сите, да, и навистина има луѓе од различни области кои што си бара одредена спрема. Знаеш, општата култура е општа култура и ти имаш познавање, но кога, знаеш, ти доаѓа некој доктор за, да речеме, од одредена дејност или електроинженер, што поима немам ја за тоа, знаеш, мора, си бара спрема, ти ќе зборуваш за джентлменското видување на тие работи и призмата, сета што е, но си бара спрема. Сум се забавувал со сите, да, имало од секој гостин можеш да излечеш по нешто, навистина, затоа што сите се некои луѓе кои што се докажани во својата област и професија и кај секого има интересни теми на разговор. Некој вака посебно да одвојам сега во моментов не би можел. Сигурно има некој што ме оставил повеќе впечаток од другиот дан, но 54 гости биле, знаеш, веќе 57 со 8, не знам колку сме и снимиле до сега, што ќе идат понатаму, така да не би можел да кажам конкретно кој, но ете сите на свој начин.
Дали емисијата смени нешто во стилот на облекување кај тебе, затоа што ти претходно беше скоцкан цело време, но сега некако те немам видено не скоцкан, например во некоја лежерна варијанта. Па види, јас цело време тоа и затоа и во театар ме зафркава, тоа и Рубенс ми го извади прекарот Джаре Стилскиот, затоа што цело време јас доаѓав до терен. Тоа е нешто што си го негувам јас од мал и тоа сакам да го правам. Знаеш како да го кажам тоа, облеката е начин да се изразиш без да проговориш. Кога ќе те видат луѓето, ти не можеш да кажеш нешто, ама треба да проценат од тоа. Се не велам да судиш книгата по корицата, но јас тоа така се го имам сватено, знаеш. И да одам до продавниче, да си бидам убаво облечен. Тоа не значи да одам по одело, зашто може и да се тренерки, ама гледам да не одам исплекан, да не одам искина, затоа што тоа си остава одредена порака. Знаеш, друго е и убаво е за окото и за човекот кога ќе видиш ти некој дотеран човек убаво, знаеш. Убаво и тебе ти прави. Доколку си добронамерен, доколку си него егоистичен, ќе кажеш види го овој се дотерал и за до продавниче. Тоа е така некако и јас така си го имам сватено и така си го возам тој филм. Затоа што добрите манири, однесувањето и облеката се нешто секојдневно од животот, знаеш. Затоа јас викам цело време во емисиите порано нашите баби и дедовци кога излегувале па и до продавница, секогаш носеле капут убаво исчешлан да нема влакненца на него, чевлите да се секогаш чисти, фризурата убаво направена, да не е на 300 страни разлетана, шеширче, ракавици и така натаму и така натаму. Сето тоа е дел од едно време кое што повеќе го нема, а се обидуваме тие луѓе што оставиле траги во тоа општество и ден денеска остава, знаеш, да ги охрабриме да продолжат да го прават тоа и да излегуваат нови генерации што ќе го прават тоа. Значи не мора јас викам пак да ти носиш одело од појменам 500, 600 илјада, 2000, 5000 евра. Тоа може да го направиш и со најефтината облека од пазар, но да си е добро негувана и добро искомбинирана и да си убаво облечен и да знаеш пред се убаво да се чувствуваш од внатре во душата, знаеш да ги поздравиш луѓето, да им се насмевнеш, па и на некој да дадеш и прегратка, макар што сега со пандемијава е чудно, но знаеш, тоа се работи кои што ние ги забораваме, секој живее во својот филм, луѓето стануваат се позатворени и позатворени. Таа пандемијата, локдаунот, да не се собираме, да не се социализираме, на некои луѓе многу убаво им влијаеше, знаеш. Супер ми е, сам не мора да се јавам, не мора да се слушнам со некој, знаеш. И сега е пример периодот е на празници. Многу луѓе викаат, сега кој ќе се јавува да честита, да прави да ова. Ме сваќаш? Тоа е убаво, тоа е убавината. Ама треба да го чувствуваш, знаеш. Се јавиш, честито име или не знам, честита слава, среќен ројден, се убаво за нова година. Ако тоа го чувствуваш и тоа го мислиш, навистина посакај го, ако не, тогаш остави го, знаеш. А со сила да го правиш, па никако. Леле ми рекла мајка ми да сеам на тетка ми, као што имаше едно меме со пиштол, вака јави се на тетка ти, да. Ако не го чувствуваш и гледаш детето дека не ти чувствува, пробај да го натераш да го почувствува тоа и да посака искрено. Ако не го почувствува тоа детето, немој со сила, затоа што тоа е негативна вибрација и негативна мисла. И тоа панатама може да се одрази, но да не навлегуваме во тие теми. Жарко беше многу, ама многу возбуден пред почетокот на Макфест, кога настапуваше. Да. И се слушавме и ти беше така, не знам, во таква еуфорија те немам никогаш видено толку возбуден како пред Макфест. Зошто беше тоа така? Затоа што првпат настапуваше, затоа што влегуваш во нова вода, пеачка, иако си пеел доволно време и претходно. Дали Макфест како Макфест имаше некој посебно место, затоа што таму настапувале светски имиња, да речем, не само од Македонија и од бивша Југославија? Или можеби нешто друго беше? Сега ќе ти кажам, значи што беше тоа. Тоа беше точно тој период кога сцена нема видена одамна, скоро година дена да нема видена сцена. Театрите беа затворени, тоа беше еден локдаун и тоа се случи Макфест, се договоривме ние со Скендеровски, нели, дека ќе одам на Макфест и бев многу возен затоа што конечно ќе отидам таму, ќе се качам на сцена. Прво кога отидов таму ме видоа колегите, сега да кажам, пејачи, сите вика, нов водител ќе имаме годинава, леле, супер, она. Не бе, викам, дечки со друго сум тука. Не им се веруваше, знаеш. И некако од таа дружба почна еуфоријата нормално кога си со луѓе, тоа што кажам, кога искрено сакаш да дадеш на луѓето нешто, тоа е таа убавина. И бев возбуден затоа што ќе се качам на сцена и ќе бидам таму. И втората, што ми беше, да кажам, стапица, што не знаев како ќе биде, затоа што беше на плейбек, заради нивното оправдување беше затоа што има пандемија, да не пееме на микрофонот, знаеш, да не се пренесува, а потоа сватив да ме киде плейбек, а потоа сватив дека сите го имам истиот микрофон и си го предавам. Значи тоа беше една небулоза, зошто беше тоа така, се уште не знам, тоа се пак ќе кажам више инстанци затоа што се местат работи, небитно. И ми беше чудно на плейбек, ја никогаш не сум бил на плейбек, цело време кога ги давам работите и со театар и со пеење,
сакам во моментот тоа што ќе излезе, разбираш, затоа што плевекот било добро и таму е останато и сега треба да лажам. И ми беше страв како ќе го излажам јас тоа. Значи и за тоа бев малце возбуден и имав трема. Јас сум човек, барем сите колеги што ме познаат, знаат дека јас не сум тремаџија воопшто. Имам некоја минимална трема, скоро па и да немам. Пред големи настани, пред премиери, пред настапи и така натаму. И малце тоа ми беше. Знаеш како ќе биде тоа со... И јас доколку се пушти снимката на YouTube и се изгледа ја има, ја на моменти извини со микрофонот, се заборавам затоа што сакам да го испеам тоа убавото и го тргам микрофонот затоа што во моментот пеам гласно јас, знаеш, тука исклучен микрофонот и во моментот пеам гласно и тоа вака е, текстот заминал, јас сум влезен емотивно. Тоа е за не можам да лажам, ме разбираш? Емотивно го правам во моментот и тоа е тоа. Можда заради тоа беше, не знам. А плюс тоа дека ете прв пат официјално јас се појавив како пејач. Јас сум пеел, на настани сум имал, јас и стендап и настани кај што пеам и све, ама некако сега секогаш одам и како глумец, ме разбираш, а сега бев прв пат како пејач и некако така, можда тоа беше некоја еуфорија, ако така си почувствувал веќе, но ете тоа беше тоа. Убаво искуство во секој случај, многу интересно. После тоа си продолжи со мелодии, со нови песни? Да, извадов уште една песна од тоаш, 2 песни имам извадено во рок од година дена, сега работам и на трета, се надевам, па не знам, март, април, здраве ќе излезе. Драги мои, тука ќе го завршиме овој дел од разговорот со Жарко. Ќе биде како посебна емисија. Останете со нас и идната недела да го видите до разговарањето со Жарко. Ќе зборуваме за поезијата и ќе зборуваме нормално за представата која што ја заокружи 2021 година, Клетвата на Скотие во Театар Комедија, каде што една од поубавите улоги ја имаше направено Жарко. Прилепчанец глумеше по прв пат и воопшто не му беше тешко. Се гледаме за кратко.